А последно е дека се уште се сумираат резултатите од нападот кој утринава го изведе иранската револуционерна гарда врз две воени бази на Соединетите американски држави во Ирак, значи Ебел и другата воздухопловна база Ал Асад, каде што се стационирани американски трупи. Иран пред малку соопшти дека вкупно 80 американци загинале во тие напади, но таа информација не е потврдена, е шпекулативна. Белата куќа соопшти дека се уште нема информации за жртви и материјална штета, но некои од американските медиуми не исклучуваат можност дека има жртви од нападите, дека тоа се повеќето ирачки цивили и ирачки војници кои се таму стационирани. Она што е исто така се случи во Иран е падот на патничкиот авион кој утринава полетувајќи од Техеран 8 минути по полетувањето се урна и загина 170 патници. Сега за сега не се спојуваат овие два настани, дали авионот паднал како резултат на нападите и тензиите кои се случуваат таму или може би е некоја случајност која подолго време се предупредува тоа дека Боинг и неговата серија Макс има некој дефект, па ова е еден од резултатите на тоа. Она што пред влегувањето во студиото јас ти го коментиравме и дека дојде до земјотрес пред малку во Иран и тоа 4,9 степени според Рихтер и тоа во реонот каде што е стационирана една од нуклеарните централи на Иран, што сега за сега повторно е само шпекулативно дека може би американците извеле некаков напад, па резултат на тоа е земјотресот. Многу шпекулации, многу нагаѓања и немање се уште официјални информации. Она што е сигурно е дека Доналд Трамп ноќеска беше на брифинг во Пентагон, каде што се гледаат кои се идните чекори. Но она што мене ми е како теза, која сакам да изведам сега, е дека и покрај овие тензии, може би е само зголемување на тензиите и температурата, но мислам дека администрацијата на Доналд Трамп нема за сега, не би било добро за неа во пресред на претседателските избори да влезе во некој голем воен конфликт. Дејан, за жал, че имаме се уште време ние ова да го дискутираме во детали во деновите што доаѓаат, бидејќи очигледно е дека на раб на нештата е целата ситуација. Може да ескалира, а може и да се смири. Зависи од тоа како ќе решат политичарите што да прават во толкувањето на последните. Но интересна е информацијата дека веднаш рипна цената на нафтата, рипна цената на биткоинот, што само укажува дека ова може би е се, ова е мое слободно мислење, дека може би е само некое мерење на силите, подигање на рейтингот на американската администрација, но од друга страна да подсетам, Иран премногу се закануваше, особено со загинувањето на генералот Касем Сулејмани, па може би ова беше и на некој начин обид нивен да им се врати некакво достоинство кој им беше нарушено со ликвидацијата на вториот човек на Иран.